На 20-та јубилејна манифестација Тортијада, што во организација на Сдруженијето Мобилност од Струмица, а финансиски подржана од Мобилност Македонија, жените членови на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност од Кочани го освоија третото место со тортата Казан за ракија. Во силна конкуренција со учество од 14 екипи од 12 здруженија од Македонија и по една екипа од здруженијата од Србија и Босна и Херцеговина, кочанските жени Лиле Мицовска и Здравка Данева од Мобилност Кочани се најдоа меѓу трите најдобри во државата. Кочани беше учесник, Мобилност Кочани. Се представивме со торта Казан за ракија, освоивме трето место. Организацијата беше на ниво, убаво организирана, убави торти. Убава беше и нашата торта, меѓутоа најверојатно имаше и поубави торти, затоа имаме трето место. Ланската година бевме на второ место. Мислев дека ќе одеме нагоре, меѓутоа еве така излезе. Јас обично тортите сакам ја традицијата и затоа лани имавме торта Ајвар. Беше многу поубава, второ место освоивме лани, сега имаме Казан. За наредна година се надевам нешто или разбој, или вршник, или нешто така. Си ја терам традицијата. Да ви кажем, јас после овие торти, после тортијадата, значи сама на себе си се восхитувам. Не мора другите да ми се восхитуват. И се осеќам многу убаво за тоа што можам да го направам тоа како другите што го прават. Кочанските жени, освен во торти, се докажуваат и се најдобри и во други дисциплини и надпревари. Во јуни бев државно првенство во атлетика, прво место, конечно после 30 години. Значи успеав да ја победам другарка ми Наде од Куманово и пинг-понг прво, стандардно си веќе многу години сум прва. Манифестацијата на Сдруженијата на телесни инвалиди праќа една јасна порака за заложба за изедначување на правата на лицата со телесен инвалидитет и дека и овие лица и покрај физичкиот хендикеп сепак може да учествуваат во разни манифестации и може да се докажат и да покажат дека и покрај хендикепот кој што го имаат сепак се исти како другите луѓе. Кочанските жени од Мобилност на ланската тортијада земаа второ место во државата со тортата Ајвар, а Мицовска вели дека тортите и другите јадења ги подготвуваат со голема љубов и внимание, а ставаат акцент на традициите кои што се уште постојат и се негуваат во нашиот крај, во случајот подготовка на ајвар и варење ракија.